Тоа е координацијата. Еден центар, јас ви кажам на почетокот, центар кој го менаџира, кој го води целиот процес на затварање на македонското прашање, со бришење на македонците, е Вашингтон. Сите овие се играчи, разбирате, алатки, разбирате. И координацијата меѓу Софија и Атина е 100%, 105% што би рекол Абдиабра. Видовме како можеле да одат и на кафе и да премижат и така натака, доколку мораат, а тоа е кога влезе Македонија во НАТО. Видите, Бугарија не се во нешто тогаш. Видите. Фактот што како некаков резултат на нивици влегнавме во НАТО е апсолутно негативен, затоа што Ви сте против НАТО? Против Македонија. Затоа... Не, вие викам, дали сте против НАТО? Не, ја не сум против НАТО, НАТО се нивно, али јас сум против членството на Македонија во НАТО. Така. А дека сум во право, ќе видиме за некоја година, кога треба милиарда, речиси, 850 милиони евра годишно да издвојуваме за НАТО, а една централа Чебрен кошта милиарда. Но видите, безбедњаците во ова студио велеа дека безбедноста е скапа работа. Немаат поима што зборуваат, затоа што тие може да имаат некакво сознание од безбедност, немаат од дипломатија, разбирате. Ние сме обкружени со членки на НАТО, осим Србија и Косово, нели така? Да. И тоа е гаранција, поголема не може да биде. А во моментот кога зашто беше isforsиран Преспанскиот договор, разбирате? Пардон, нивици, зашто беше isforsиран? Направив грешка, се извинувам. Зашто беше isforsиран? Зашто што почна војната во Украина, или беше готова, разбирате, да почне, се знаеше, ја припремаа, разбирате. Знаева дека почнува, значи, војна во Европа, треба да се затвори по секоја цена нашиот простор за Русија и затоа го наметна, не одлага повеќе, го одлага долго време, договорот од Нивици, а да не, и то Ципрас го изјави пред дека време, ако не капитулираше Македонија во Нивици, ќе влезеше во НАТО со референцата. Да. Влезеше со референцата, прекрстување никош немаше да може да биде. Добро, сега тука имам едно најмалце две прашања со ова вие што го кажавте. Например, вака, кажете ми, дали мислите, например, дека сите го осудуваме тогашното раководство на Социјалдемократскиот сојуз, како што го кажавте сега вие, но според оваа теза вие сега што велите мораше, значи морално било, дали можеби според таа теза излегува дека Заев не бил крив, него Заев бил визионер, ја спасува држава заради тоа што според оваа ваша теза излегува дека ќе не бомбардирале ако не го направи тоа. Не сте ме разбале воопшто, разбирате. Нас ќе не примеа во НАТО во 2017-18 година, зависи кога ќе беше тоа. Кажавте мораше. Не, мораше да не примат ради интересите на Америка, не ради македонските интереси. Така да тие безбедњаци што тврдат со НАТО, знаете, сите тие играат на НАТО, бидејќи сега држава е во НАТО, никако ниеден од безбедњаците не може да има било каква кариера ако нема лиценца за НАТО. И тие ако не го фаат НАТО, утре ќе ги избришат и више нема да постојат. Така да тоа е она главната страна. Ципрас рече, ако не ја примеа Македонија, ако Македонија капитулираше во 2017 година, во 17 јуни, кој беше договорот во Нивици, Македонија ќе беше примена во НАТО со референцата. Не примеа ли со референцата? Прекрстување немаше да има, разбирате. Да, но исто така кажавте дека Америка кажала дека мора да се промени името, значи морално било. Не морално било, зашто? Да се избрише македонскиот народ. Вие да велам, тука и тоа да го разјасниме. Значи доколку била друга влада, доколку значи можело да не се промени името, така? Видите. Името не смело никогаш да се промени. Никогаш, разбирате, под никоја цена. Да не бомбардира, не смеше да смени името. А нема кој да не бомбардира. Јас сум на тој став, да се разбереме. Ве разбирам, али да не бомбардира, не смеше да смени името. Името нам не ни го сменија заради лево, десно, некој да и се изживува и така натака. Сами си го смени. Не. Ние да допнесуваме, сами си го сменивме. Името ни го сменија заради прекрстување
на народот, ради промена на националниот идентитет на народот. Разбирате, зашто не помина Република Македонија Скопје, што го Ионил го предлагаше и тоа беше една од концепциите на времето и на како се вика и на можеби и на како и на Но вие бевте на Нимиц. Така, да, но вие бевте за Република Македонија, за Вардарска република. Не, Вардарска, Вардар или зашто кога пропадна во Единбург 1992 година, кога пропадна Скопје, што го Робин Онил што го предложи, таа солуција за во заграда ставиме Вардар, да ставиме во заграда на Вардар. За мене нема никаква разлика. Вие велите дека подобро би било да биде Вардарска, отколку има огромна. Повторна промена на името. Не. И овој тоа е, добро. Не е промена на името. Прво пропадна Скопје. Јас на А1 телевизија со Секуловска реков дека нека биде Вардар, зашто ние сме Вардарска Македонија, така има Пиринска, Егејска и Вардарска. Нека биде и Вардар, нека биде водно во заграда. После името не го менува името на државата, разбирате? Како го нема? Не го менува. Тоа е додавка која дава некое објаснување. Разбирате, која нема врска со народот. Па и ова е тоа така се. Не е така. Северна Македонија, значи северномакедонци, значи северномакедонски јазик, значи северномакедонска историја, се северномакедонско. Тогаш не би биле вардарски македонци. Не, што ќе го иде вардарско? Република Македонија, останува името Македонија, Вардар. Не може да каже Република Македонија Вардарци. И ние сме вардарци, ако сакате. Ние сме вардарци, имаме пиринци, имаме егејци. Значи, тоа не го дерогира името на народот. Тоа мораше да биде пред Македонија. Знаете што е постигнато со нивици? Де факто е реализирана Лисабонската декларација од 92 година јуни, кога рекоа без Македонија. Сега пак е без Македонија. Македонија името не значи ништо, значи територија. Не е име веќе тоа. Северна Македонија значи територијално сме ние во северниот дел на Македонија. И да знаете, веќе и американци врвни луѓе и други ни рекоа северномакедонци, северномакедонски јазик и сега скоро имаше тоа. И тоа не ни гине. Вела дека тоа се грешки, дека Ама не, тоа кој се греши, никој тоа никој не се грешки. Ние тоа реагиравме оштро и тие се повлекоа, го забашотија тоа, разбирате. Ако Северна Кореја и Јужна Кореја имаш ти севернокорејци и јужнокорејци, ист народ. Да. Разбирате? Како може ние да бидеме македонци, а имаш Северна Македонија? Не може. Во Северна Кореја ист народ и Јужна Кореја. И тие се официјално Северна Корејци и Јужнокорејци, ист народ. А ние немаме никаква, разбирате, јужномакедонци немаме. Ние сме измислени, а Северна Македонија е територија, не е држава. Разбирате? Тоа е разликата. Затоа што името кој ќе го модифицираш мора да биде тоа пред името. Ако е после името, тоа ништо не значи. Добро, така, тоа е вашата теза. Ама нема тоа е апсолутна вистина. И запирка да се промени во името, промена. Освен Република Македонија, друго ништо не. Прилагодување со Вардар, Скопје, водно, разбирате? Скопска Црна Гора нека се стави во разговор. Ако биде Вардар, добро ќе им падне на фудбалските фанови на Вардар, ама па тие па на Шкендија ќе се Скопска Црна Гора нека стои. Тоа нема никакво влијание врз народот. Црна Гора ќе не блокира тогаш. Црна Гора ќе се буни, тоа е точно. Велам, Скопска Црна Гора да ставите после тоа, во заграда и да не е важно, разбирате. Вашингтон, DC of Columbia е. Значи тоа што во заграда не е важно. Ни заграда, ни додаток не влијае на името, разбирате. Тоа е последица, а ова е Значи, доколку и сега ова име, Северна било во заграда, ќе било добро. Не може да биде во заграда. Не, ако било добро. Хипотетички. Ако да биде дури во тоа нема основа, разбирате. До време не знам дали сеќавате, викаше Северна Република Македонија, не да биде, не знам како предложи, нека будалетинка. Северна Република Македонија, значи тоа е на мудрост на некој начин затоа што не е врзано со името. Чим го ставиш името, разбирате, Ристо од Ресен. Значи Ристо, значи Ристо.
А Ресенски Ристо не е исто. Добро. Не е Ресенски Ристо. Ресенски Ристо, значи, тоа е нешто измислено. Нема Ресенски Ристо. Добро, поред. Не, тоа се суштински разлики, разбирате. Ја не сум експерт за имиња. Меѓутоа, името не помина со додавката затоа што тоа немаше влијание врз промена на националниот идентитет. И тоа беше јасно дека нема да помине. Зашто? Зашто Америка не го прифаќаше. Така.